Охридјанката Билјана Тодороска создава накид и модни додатоци во техниката суташ, техника на спојување на конци со помош на шиење, при што се вметнуваат камчиња, разни монистри, бисерчиња и други материјали. Талентот за рачни изработки го има од детството. Во незиното семејство се изработувале традиционални везови, а потребата да има уникатно парче накид за себе ја натерало да се занимава со оваа работа. Во тоа и помагаат и незините деца, а особено е горда на новата линија модни додатоци Брило Грл. Со Билјана разговаравме за почетоците, суташ техниката, најспецифичните нарачки кои ги добила, но и за вреднувањето на рачните изработки. Билјана, ми е огромна честа и задоволството што сме денес како екипа тука во ова твое, ајде така да речеме, ателје каде рачно изработуваш накид и други модни додатоци, па ќе ни кажеш од каде талентот за ова, при тоа ја користиш техниката суташ, па да ни објасниш зашто станува збор и како ја совлада. Талентот најверојатно го имам од детските денови, кога во моето семејство се изработуваат традиционални везови. И така и јас самата научив да ги изработувам со помош на мојата мајка секако. А потоа со текот на времето потребата да имам за себе прво некое уникатно парче накид ме натера сама да експериментирам и да си изработам некое парче за себе. Како што почнав така со изработување на накид од работи, материјали што ги има во мојот дом, полека се заинтересирав и почнав да се надоградувам, да внесувам се повеќе нови материјали и да продолжам да изработувам се посложена парчиња накид. Така во моето истражување ја сретнав и техниката сутаж. Таа потекнувала од Русија, била руска техника според она што можев да го дознам. Но јас ја најдов и сличноста со нашите традиционални носии. Има голема сличност во начинот на изработка на нашите традиционални носии и тоа ме поврза и со она што претходно веќе го знаев и така се заинтересирав и почнав да изучувам оваа техника. Изучувањето ми беше од интернет, преку видеата што беа споделувани таму. Почнав од тука да учам. Ми беа потребни неколку месеци за делумно да совладам. Потоа со многу труд, многу работа и посветеност, можам да речам дека целосно ја совладав. Колку долго го работиш ова и што најчесто изработуваш? Рачна изработка на накид изработувам околу 13 години, а на сутажот сум посветена во последните 8 години. Најчесто изработувам накид, но на барање на моите клиенти почнав да изработувам и декоративни предмети, почнав да изработувам накид и се она што е според нивната замисла. Трпеливоста е можеби најважната во оваа работа, па колку време одзема да се изработи едно парче накид и од каде ја црпиш енергијата? Сутажот е една мощна и деликатна, специфична техника која што бара голема посветеност, бара големо внимание, голема прецизност, пред се многу љубов, многу трпение. Но желбата да направам нешто убаво, уникатно, специфично, можда ми е најголем мотив да ја изработувам. Сутажот е една многу захтевна техника и бара голема посветеност, многу љубов и пред се голема прецизност. И за едно парче потребни се и за едно поголемо парче накид потребни се и до 12 часа активна работа. Од каде ги набавуваш материјалите и колку е тоа лесно или тешко во денешно време? На почетокот, еден од најголемите проблеми со кои што се соочував беше набавката на материјали. Тоа е една посебна потрага, посебно многу време одзема, недостаток на извори, но сега е поинаку, сега е многу подостапно. Со оглед на тоа што често патувам за Турција, таму ги набавувам и материјалите. Исто набавувам и од Авганистан полудраги камења, но во последно време често користам материјали од природата, што може да се сретнат од природата, разни камчиња и предмети. Од она што ни останува како
неискористен материјал, ние со моите асистентки решивме да ги употребиме тие материјали и да создадеме една нова колекција на брошеви, кои што ги нарековме Brillo Girls и кои што стана многу популарни во последно време. Па, со оглед на тоа што ги изработуваме според професијата, според изгледот и карактерот на нарачателот, имаме барани се од сите генерации. Покрај дарбата, потребно е и надоградување со идеи, па како го правиш тоа? Секако дека е потребно надградување со нови искуства и знања. И покрај тоа што и самата држам работилници и обуки, многу често се случува да посетувам работилници на моите колеги за да размениме мислења, за да се стекнам со нови знаења, а многу често и посетувам базари, различни саеми и секако многу комуникација имаме со моите колеги и секогаш разменуваме идеи. Каде се ги представуваш твоите изработки? Често учествувам на изложби и базари, а организирано имам и своји 2 самостојни изложби. Првата самостојна изложба ми беше пред околу 7 години во галеријата на куќата на Робевци, а втората изложба ми беше во спомен домот Браќа Миладиновци во Струга. Кои биле најинтересните, специфични нарачки кои досега биле побарани од тебе и како може да те исконтактираат заинтересираните? Нарачките ми се голем предизвик и најчесто е оставено на мојата имагинација да се изработи нешто, а најголем предизвик ми е кога сум ограничена со време, например за одредено многу кратко време, морам да изработам нешто да е уникатно, да е посебно, а да е за многу кратко време изработено. Тука нема време за грешка, мора се да биде совршено за кратко време. Најчесто сум во мојот дуќан, каде што и може да се види и процесот на самата изработка, а исто така преку социјалните мрежи на Инстаграм и Фејсбук. Дали денес или порано повеќе се ценеа рачните уникатни изработки? Огромна е разликата од времето кога почнав да изработувам до сега. Порано многу малку изработувавме и многу малку беше представено сето она што изработуваме, а во последно време зголемен и бројот на ракотворци, зголемен е бројот на базари, на саеми различни работилници, а со тоа се зголемува и интересот кон клиентите. Во моите изработки ги вклучив и моите деца и мојата асистентка Кики. Тие се талентирани за фотографија, за некои други изработки и сето тоа го вклопуваме заедно и добиваме завршен производ. За крај, вашите идни планови? Па моите идни планови се секако да продолжам со мојот бизнис кој што неодамна го започнав и да продолжам таму кај што застанав, кај мојата трета самостојна изложба и би сакала да одржам и мојата трета работилница за сутажа. Тоа би било оваа година или оставаме за следната? Се надевам. Знаете, кај нас е летниот период многу поактивен. Зимскиот период е идеален за работилници и за такви некои базари и средби, а летниот период е најсоодветен, најсовршен за изложби.